Почитувани СДСМ партија која го почитува законот и затоа ја поздравуваме одлуката на јавното обвинителство да отвори предмет по прилогот на А1 телевизија во кој се обелоденува злоупотреба на слободата на изразување на граѓаните на изборите. Подсетуваме дека заради природата на наводите, истите треба да бидат испитани по итна постапка. Македонија е пред избори, а злоупотребите се сериозни и можеби имаат влијание врз изборниот процес. Како што стојат работите, обвинителството во моментов е единствениот орган кој може да го врати изборниот процес во некаква нормала. И покрај јавно декларираната близкост до власта, го повикуваме обвинителот Шврговски да не потпадне под притисоци, кои судејќи поминатите искуства, најверојатно нема ни овој пат да изостанат. Велиме единствена институција, бидејќи на објективност и непристрасност на министерката Јанкуловска веќе не можеме да сметаме. Повторно користиме ова прилика да ги охрабриме граѓаните и сите оние вработени во јавната администрација да не се плашат повеќе, зашто ерата на застрашување и притисоци на ова владење на Груевски е на самиот крај. Не сте сами, на 5 јуни заедно ќе го поразиме овој ненароден режим и ќе ја вратиме слободата во Република Македонија. Самиот факт што вчера Груевски се појави на неговата омилена телевизија да одговара на нарачани прашања, наместо да се соочи со јавноста, е доказ дека тој нешто крие. Воспротивно, доколку навистина станува збор за монтирана афера, немаше 3 дена да бега од новинарите, а неговата партија да се заканува на секаде со тужби. Како и милион пати претходно, кога треба да се вади, Груевски непланирано се појави на телевизијата на неговиот коалиционен партнер и во 30 минути се обиде безуспешно да ја растера маглата. Груевски и ДПМН се плашат од казната на народот, а човек кога се плаши греши. Па така Груевски вчера несвесно сам призна дека списоците за кои зборува А1 не се монтирани. И што е најстрашно од се обиде вината да ја префрли на своите партиски војници во јавната администрација, на кои тој им наредил да оценуваат за сигурни гласови. Тоа кажува и каков политичар и каков човек е нашиот премиер. Тој ги пушта низ вода со сведените луѓе за да се спаси себе си. На 5 јуни граѓаните ќе пуштат Груевски низ вода. Благодарам, поведете прашање. Господине Георгиев, денес како ВМРО ДПМН поднесе кривична пријава до јавното обвинителство со докази дека лично Ангел Петров, вашиот партиски секретар, нелегално се обидувал да регрутира членство, нешто слично на она што вие го тврдите. Кој е вашиот став? Доказите што ги поднесли до јавното обвинителство можат слободно да ги фрлат во кантите на Ставровски што ги отвараше, бидејќи тоа се тотални глупости, тотална монтажа, тотални измислици. Повторувам, трет пат кажувам дека тие списоци се легални, доставени до ДИК. Тоа се нашите најсилни, најсилни по волја и по срце партиски активисти кои што ќе чуваат кутиите на денот на изборите и ќе бранат слободата на изразување на денот на изборите. Се е тоа легитимно, не се сомневам дека понатаму ќе прават магла околу тоа, ама ние сме релаксирани во тоа прашање. Господин Георгиев, спомнате премиерот и неговото интервју, ми се чини дека вчера спомна дека програмата на ВМРО ДПМН ќе објавили, ќе обзнанеле многу скоро, многу близко до денот на изборите. Имате ли вие коментар денески либерал-демократите дека со критика дека тоа значи дека ВМРО ДПМН нема програма, така? Па смешно беше тоа интервју. Премиерот направи една фројдовска грешка, ќе ја правиме, ја лекторираме, не е готова е програмата. Предпоставам дека не им е готово и дека ќе презентираат нешто во сабота. Ако ме прашате, тоа се еден куп лажги со опашки повторно. Најавуваат некакви 1000 проекти. Мене ме зачуди, ја мислам 100.000 ќе најават проекти. И очекувам во програмата од 8 ветени милиарди евра, кои што беа на последните локални избори, сега да станат 16 или 32. Така да не би коментирал тоа, ние сме фокусирани на нашата програма која што е готова, која што се коментира на големо во јавност и на која што сме навистина горди и планираме со тоа да се бавиме, а не со нивната програма. А како коментирате сегачешниот настан во Шутор изјави како легална акција на институциите на системот или како предизборно заглашување? СДСМ е легалистичка партија и ние немаме намера да се мешаме во легалниот дел, доколку постои тако нешто, дека како пречекорување. Она што е, неколку елементи се чудни во таа акција. Прво е чудно дека имаше некаква вест дека тоа место стигнало од Дрисла,
Да подстан директор на Дрисла е бившиот член на извршен комитет на ВМРО-ДПМНЕ Горан Гелов. И втората работа, ова е втор пат се случува ваков масовен политички напад, би рекол, во Шутка. Има една коинциденција, ако се сеќавате добро, се сеќавате, министар за полиција се вика Гордана Анкуловска, носителот на листата во изборна единица 2 се вика исто така Гордана Анкуловска. Што тој изрази се наоѓа во изборна единица 2. Ние ова го гледаме, целата таа маскарада и целиот тој циркус со полицајците како директен притисок на изборниот процес во Шутро Израел. Уште едно прашање се дозволите, значи вие често пати реагирате и за многу по-банални работи. Ќе реагирали СДСМ некако или ќе повикали нешто? Вчера се случи уште една трагедија, втора жртва на работници на што работат во агенцијата проектот Скопје 2014. Еве во моментов реагирам, значи прво да изразам големо жалење за тој трагичен настан. Во 6 дена се случува 2 работника да загинат на проекти од целиот корпус наречен Скопје 2014. Ние ги повикуваме надлежните институции. Најмногу премиерот, бидејќи тоа е проектот 2014 негово милениче, веднаш итно времено да ги стопираат работите на проектот 2014. Навистина е долично да се брза само заради изборна кампања некои ниски приземни цели да им случуваат такви работи. Втората работа е, јас зачунив денеска дека колегата Спиро Ристевски, заменикот министер за труд и социјала, очекувавме да излезе на прес на таа тема. Тој излезе на прес да плука околу наводните наши списоци. Навистина тоа е долично, барем последниот месец нека се фатат со работа да ги решат тие проблеми и да ги минимизираат штетите кои што се катастрофални. Благодарам.